Кога последен пат некој вистински ве сослушал? Секоја мајка е минимум пола до 1 година повеќе родител од таткото. Има доста честа појава дека по раѓањето на детето го третираат како нарушување на нивниот комодитет. Сега вашето дете ќе го издрогирам толку многу да се срамите од него вие, така што ја ќе си го загрузам својот живот и здравје. Таквото дете у прво оделение, тоа ќе биде прво што ќе претрчува улица. Тоа ќе биде прво што ќе се качува на врвот кошот да ја симне топката што се заглавила. Деца што растат во повеќе детни, повеќе слоевити семејства, тие имаат на располагање разновиден облик на комуникација и влијание од страна на 3 генерации. Традиционалното во овој случај е далеку побезбедно и поквалитетно од модерното. Еден млад човек кажува и го споделува своето искуство како не се разбира со генерацијата на својот татко и на својот дедо, кои што совршено се разбираат меѓу себе. Исто разликата меѓу таткото и овој што зборува како син е можеби 20 на години, но тој не се разбира на начинот како што се разбира овој со татко му со дедото. Па дедото вртел телефон со крукче. Токму тоа сакам да го кажам. Овој вртел на оној телефон мобилен, ама што кога пишувал поруки 2-3 пати го стискал еден, 2 пати петка, па праќал пораки, а сега со смартфон синот 300 чуда прави. Кога човек ќе престане да посакува и кога ќе престане да учи. Тогаш остарал. Најпосле и поим на Господ никој не го видел, нели? Никој не може да кажем. Добро, тука јас морам да демантирам. Се извинам, добро, еве од аспект на наука никој не го видел. Интересно. Ние дури имаме тоа и во стихирите, но и затоа кај нас присуството на иконите, ние и го видовме и го допревме. Во плотениот Бог е Христос. Колку се важни тие два аспекти во комуникацијата? Значи, културата и достоинството. Колку тие навики од нашите предци, например, ако некој дома постојано викал и зборувал со викање, со наметнување, ќе влијае на нас денес во однос на називањето на нашата култура на слушање. Добре дојдовте во новата епизода на Смисла. Во оваа епизода ќе започнеме со едно многу едноставно прашање. Кога последен пат некој вистински ве сослушал? Не да ве прекине, не да го нуди својот совет и не да го наметне своето мислење, дури и тогаш кога не сте го побарале, туку едноставно да ве сослуша и да ве разбере. Би рекла дека живееме во едно време кое што е погласно од било кога. Социјалните мрежи и секојдневните дебати не убедуваат, се појасно станува дека моќта му припаѓа на најгласниот. И во таа наша трка за доминација, ние го губиме есенцијалното, суштинското, а тоа е смислата за дијалогот. Но оној дијалог, кој што истовремено го подразбираме, го гледаме, го чувствуваме како уметнички чин, но и чин на храброст. Во овој контекст, често пати кога пристапуваме кон дијалог и кога се обидуваме да создадеме простор за другиот, за сите, знаеме да се соочиме и со фронтални напади, но токму таа агресија со која што се сретнуваме сведочи за нешто друго, за една несигурност и за стравот дека монополот врз јавниот простор ќе биде изгубен. Денес ќе имаме прилика да се нурнеме во темелот на интерперсоналните потреби. Ќе го истражиме оној аспект, оние навики кои што се вградени во нас како резултат на навиките на нашите предци, а можеби ќе научиме и како да ја изградиме културата на слушање, која што е неопходна алатка во дијалогот. Наш денешен соговорник е многу почитуваниот Станислав Петковски,
со кого ќе се обидеме да ја одгатнеме најважната компонента во диалогот, онаа која што пред малку ја споменав, а тоа е дали е можно да се слушнеме себе си, додека вистински се обидуваме да ги слушнеме другите. Добро вечер, Станислав, и драго ни е што сте со нас во нашиот подкаст. Добро вечер. Морам да признам дека во моментот кога размислувавме како да ја поставиме темата, односно за која тема со вас да дискутираме, бидејќи вие имате специјалности во функционалното родителство и така натаму, семејната терапија. Сепак се одлучивме за комуникацијските вештини, односно за диалогот, за смислата на диалогот и на комуникацијата, која што лично мене ми е една од омилените теми. Добро, ние сме во информатичка ера, да ви кажем, значи суштински е комуникацијата внатре, да. Така. Станислав, ќе го започнеме нашиот разговор со интерперсоналните потреби во комуникацијата. Еве вака еден генерален приказ, едни теоретичари, една група на теоретичари велат дека постојат 3 основни меѓучовечки потреби кои што не мотивираат да комуницираме со другите. Првата потреба е потребата за припадност, втората е потребата за контрола и моќ, изразување на моќта во комуникацијата, и третата е потребата за припадност, потребата за емоционална поврзаност и топлина со соговорникот. Добро, зависи од кој аспект. Еве, да речеме, малку можеби ќе треба да кажам со што се занимавам, за да го насочам нашиот разговор во насоките каде што е комуницирањето многу важно и битно. Значи, по професија сум на официјална академска е специјалиста по клиничка психологија. Подоцна се едуцирав во неколку психотераписки школи. Едната е за трансакцијска анализа. Во последно време мисля дека е тоа банкарска професија. Втората е за системска семејна терапија и третата е за процес communication модел, нели? Што е една понова школа на Тајби Келер. И све во врска со тоа, нели, бидејќи истражував и се едуцирав во однос на психотерапија, која е многу битна, таму е најважен односот помеѓу клиентот и терапеутот, каде што во голема мерка се зумира начинот и квалитетот на комуникацијата на тие двајца, нели? Као дијада некоја, нели? И најпосле гледаме дека и во развој на човештвото дијадата мајка-дете се уште ја сметаат за најважна и таа определува подоцна одредени некакви последици во развојот на човекот. Да речеме, првото комуницирање на новороденчето со мајката всушност не е со класична комуникација, не е со зборови, не е со движења, туку е насочено кој орган учествува во таа комуникација. И затоа по Зигмунд Фройд може да се одреди дека, да речеме, има 3 фази во развој на човечката психа, а тоа е орална, анална и фалусна фаза. Всушност, предметот на дискусија, под наводници да ја дадам, да го ставам тоа под наводници, предмет на дискусија, всушност е кој орган во контактот и комуникацијата со мајката во тој дијаден однос е најважен. И затоа оралната фаза е најбитна, дали детето, нели, цица, дали е доењето несомнено успешно, потоа анална фаза, каде што дали дефецирањето и испустот на непотребни материи е без проблем, и тогаш мајката се насочува токму кон тој дел од човечкото тело, каде што одредени проблеми и во оралната и во аналната фаза придонесуваат до одредени фиксации според Фройд, каде што тие фиксации се всушност елементи
кои подоцна одредуваат како ќе се однесува човекот. И третата фаза, фалусна, тоа е, бидејќи самиот автор бил машко, затоа ја нарекол фалусна, да бил женско ќе ја нарекол поинаку, но е во врска со половата припадност на новороденчето и бавењето во врска со тоа, односно дека подоцна, веќе после 1 година возраст, и мајката, подоцна и таткото и другите блиски се однесуваат поинаку со девојчето и со машкото и поинаку комуницираат со него. И токму, еве, например, кога ќе земе развојно, како е. Потоа имаме групи на потреби, може така да ги наречеме, развојни потреби, каде што секоја индивидуа има прво потреба за сигурност, за постоење, пардон. Значи, дека се родило и дека ќе опстои во овој денешен свет, нели? Потоа, веќе кога ќе преживее, значи, веќе кога ќе постои, потоа има потреба за идентитет, што, да речеме, у корелација е со половата припадност, значи, за идентитет, ама не е само полова припадност, него е и во врска со себство, јас, ти, разлика помеѓу јас од другиот, его граници, воспоставување све. И третата потреба е потреба за способности. А тоа е дека некој ми ги вреднува моите способности, ми ги развија и така натаму, дури од најмала возраст, од продување, па возење точаче, па јадење, па чистење, па бришење и така натаму, воспоставување дури на работни навики, сепак се тоа способности. И четвртата е за безбедност и сигурност. И гледаме дека всушност тие потреби што ги имаат луѓето е вака развојно и ја одредуваат комуникацијата и во нејзиниот предмет, и во нејзиниот интензитет, и во учесниците во самата комуникација, и во голема мера ќе зависи. Но што се случува кога овие потреби, да кажеме, не се исполнети? Па тоа всушност иде токму луѓето и станале свесни за овие, ги истражувале овие потреби токму заради нечие различно однесување и во истражување на минатото, нели, утврдиле дека овие потреби некогаш не се на некоја возраст, на нешто, нели, било се фиксирало, било не биле задоволени овоне. И потоа имаме, тоа се вика негативна адаптација во врска со тие незадоволени потреби, и тоа влие на форматирање на одредени карактерни особини, независно од нивната генетска предиспозиција, независно... Например, кои карактерни особини? Па, било какви. Например, еве, како илустрација. Да речеме, според Фройд, ако прерано и предолго мајката инсистира на хигиена кај детево, го става на ног ширче уште од 6-месечна возраст, нели, за да не се избалка. А збориме дека тие луѓе се фиксирани некаде во анален период и подоцна кога ќе пораснат, обично се прво имаат порасна обсесивност, на одредена претерано тежнение кон хигиена, кон среденост, кон све, и некаде, ако е тоа многу изразено, дури и до задржување на одредени своји мисли, чувства, пари, имот, и за нив велиме дека се скржави или анална фиксација има човеков. Или ако е фиксиран на фалузен период, тогаш инсистираат на некоја своја припадност, нели, било мушко, било женско, и го гледаат светот само низ рамки на својата полова припадност. Или, например, оние што имаат фиксација во орален период, имаат чувство на вечна глад, дека секојаш се како ненајадени, недодаситени, дека секојаш нешто ќе нема, дека секојаш сакаат да се докажат, да се покажат и така натаму. И обично тие, например, дури во љубовните релации и односи, имате, може лесно да се препознае, да речеме, во љубовни релации од друг аспект и друга теориска рамка, може да се каже дека
фрлаат симбиотски јадици, односно партнерот сака да го вовлечат во симбиоза. А тоа би било како некој која се чувствува дека како да некој сака да ме изеде, да ме проголта, да ме владее. Нели? Тоа е баш фиксација во орална фаза. Од овој аспект. Или ако земеме од оној другиот, што ви го кажав, нели? За постоење, за идентитет, за компетенции и за способности или за безбедност и припадност, да речеме, луѓе кои не им е задоволена нивната потреба за постоење. Зошто? Како може? Бебе, не вино. Нели, но зависи под кои околности дошле. За како биле родени, потоа состојбата на едниот од родителите. Особено е поважно. Поважна е состојбата на мајката. Бидејќи ние сакале нечеле, нели, секоја мајка е минимум пола до 1 година поеќе родител од таткото. И примарна е во тој однос некако. Има поголемо искуство. Така. Таа веќе има однос пренатален со своето дете, и плюс и самата биологија се насочила кон тоа да го одржи, да го постои тоа детенце, но некои, да речеме, жени, мажи, едноставно не сметаат дека им се родило дете кое го посакувале и тие може да се однесуваат како да не им е потребно тоа дете, као да тоа што се родило не се родило токму на време, дека им е вишок, нели? Или непланирано. Во овие убрзани цивилизацијски времиња каде што почнува да станува доминантно на себичното, егоцентричното и така натаму. Так. Ретко кога, мислам, има доста честа појава дека по раѓањето на детето го третираат како нарушување на нивниот комодитет и на нивните желби и потреби што ги имале за себе. И може тоа несвесно да го покажат кон тоа дете као да не требало да постои. Да. Так. Нашето искуство во манастирот, се извинувам што ве прекинувам, со деца кои што се отфрлени на овој начин за кој што вие сега говорите, покажува дека истите тие деца во оној период на адолесценција се предаваат на девијантно однесување со цел да им вратат на своите родители за третманот кој што го имале. А не. Тоа би било премногу целно и свесно. Повеќе може да се докажат. Несвесно е, мислам, повеќе. Немаат они потреба да им докажат нешто на тие родители, него едноставно кај нив не е развиена вредноста на нивниот живот. Сакате да кажете дека действуваат како по инстинкт? Да. Так. Односно, воопшто, нив не име, може би подоцна, особено судир кој имаме во пубертетот со родителите, кога тој судир е повеќе на ниво на идентитет. Кога не го прифаќаат каков е, што е, кои способности ги има, а он сака се докаже. Тогаш може да биде тоа целно ориентирано и причинско последично. Так. Ме сваѓате? Разбирам, совршено. На некој начин да сега вашето дете ќе го издрогирам толку многу да се срамите од него вие, така што ја ќе си го загрузам својот живот и здравје, мене не ми интересира, туку вие да се срамите од мене, вас да ве засрамам. Во позадина на таквото однесување има проблем со постоењето. И има недостаток на разбирање, сега, на комуникација. Ако тоа било на почеток, а потоа родителите се усогласиле, нели, има шок. Видите, и тоа е се рестартираат буквално. Позитивен стрес е тоа. Например, некоја мајка не е подготвена, особено ако е млада, или соопштиле у 3-ти месец дека е бремена, а таа тргнала на постдипломски. Кариера, например. Да. И треба време да се соземе од тоа. Сите радосни, среќни, леле, бебе, ова мора да глуми среќа, а не е среќна. Поеќе е загрижена, отколку што е среќна. Постоењето на детето може да го третира како да не требало да се роди, или па друга мајка може да мисли дека ова дете што ми е. Се толку голема одговорност, а што ќе се случи ако умре, мене ќе ме обвина дека сум крива.
Ќе чувствува грижа на совест, да. Сите тие грижи и мисли кај мајката, може и кај таткото, но еве, мајката да земе, може да влијаат во односот кон детето. Па така да имаме од една емоционална дистанца, како да не му ги препознава потребите на детето. Например, не знае кој е гладно, не уме кога детето се превртува да го земе, па да го гушне, па да го гали, па да му пее, па да го гледа, и со нејзиното дишење, допир, нели, да детево се смири, едноставно тоа се микро тензии, микровибрации кои додатно го вознемируваат детето. Оној родител кој е мирен, свесен за себе, ги пренесе своите вибрации на детето, бидејќи детето повеќе инстинктивно до прва година, а не homo sapiens. Повеќе припаѓа на животинскиот свет отколку што е на човечкиот, и повеќе у контакт со своите инстинкти, и микрофацијалните движења на родителите инстинктивно ги препознава и ги препознава како да не е прифатен дека не е требал да постои. Така. И одбично такви луѓе многу често се однесуваат или суицидално, или, например, едноставно зрачат. Значи, зрачат комуникација дека им е гајле за животот. Баш им е. Онака дека животот нема вредност. Добро, како да им се помогне на тие луѓе? Сега видите, ако нешто се Моментот на успостави за 6 препознавање месеца, ќе на треба проблемот. за 6 години да се Компензира. Тоа е слично како со еден мост. Може за 5 минути да го урнеме, ама 2 години ќе оградиме. Многу е полесно нешто да се урне, особено што овие, да речеме, незадоволени потреби не се толку маркантни. Не се како овие очигледни ментални болести, нели, кои се евидентни и кои луѓето кои немаат добар контакт со средината и се препознатливи. Нели, и се лечат со хемикали и така дали. Ова веќе влијаат на нивните карактерни особини кои не мора да се препознаени. Ме сваѓате? Такво да дете у прво оделение, тоа ќе биде прво што ќе претрчува улица, тоа ќе биде прво што ќе се качува на врвот кошот да ја симне топката што се заглавила. Ме сваѓате? И тоа постепено иде така, се додека во пубертет не се максимализира тоа, и онда почне на некој начин свој чуден да тоа толку биде маркантно да влијае на неговите други потенцијали и други способности. Така да... А кој е пристапот кон надминување на овие состојби? Пристапот е, значи, ако може, еве, такво дете. Например, може да е, еве, мајката да е така, ама таткото да не е. Ме сваќате? Потоа, мајката е таква, таткото не е, а плюс и дедото и бабата има подршка. Ме сваќате? И токму и заради тоа, деца што растат во повеќе детни, повеќе слоевити семејства, тие имат на располагање разновиден облик на комуникација и влијание од страна на 3 генерации. Ме сваѓате? Так. И тоа значи дека традиционалното во овој случај е далеку побезбедно и поквалитетно од модерното. Добро, а кога сме тука, колку, ајде да ја наречеме опасност, но и повеќе го употребам терминот предизвик на тој генерацијски јас во комуникацијата. Сакам да кажам за следново. Чув еден пример, беше многу интересен во една емисија која што одеше во живо, каде што еден млад човек кажува и го споделува своето искуство како не се разбира со генерацијата на својот татко и на својот дедо, кои што совршено се разбираат меѓу себе, иако разликата помеѓу нив е сигурно 20 на 30 на години. Исто разликата меѓу таткото и овој што зборува како син е можеби 20 на години, но тој не се разбира на начинот како што се разбира овој со татко му со дедото. Добро, еве вака. Зависи како ќе го посматраме ова. Нели, порано
Нели сме можеле да ја гледаме материјава со микроскоп 20 години исто да заклучиме све до појава на електронски микроскоп. Еднаш погледување на електронски микроскоп, па друг свет откриваме. А се надевам и предпоставувам дека со откривање на некој трет микроскоп, Сосема друго. ќе доживееме исти таков шок како што кога се измислил електронскиот за разлика од статичниот, овој класичниот микроскоп. А замислите претходно, пред да се измисли микроскоп, како гледале, па со сочива лупа, да речеме. Што значи, како иде сознанието, така све повеќе ќе ги гледаме работите. Например, ово што го кажавте како тоа. Да, може да е генерацијскиот јас 20 годишна дистанца. Нели? Друга генерација, нели? Може да не се разбираат, ама ако зборуваат со исти јазик, ќе се разберат. Ја во моја пракса сум видел брачни парови 30 години заедно живеат, врсници се, па не се разбираат. Ај се. Нели, на овие 20 години што се разлика, нели, еве, теза имаме дека генерацијски јас. Овие се врсници 30 години живеат заедно, не се разбираат. Ме сваѓате? А има, например, некој 20 години разлика со жена, па се разбира. Со врсник не се разбира. Да. Веројатно, на мене ми беше дилемата... И сега само момент. Да. Значи, може да е генерацијски јас. Зошто? Па дедото вртел телефон со крукче. Токму тоа сакам да го кажам. Овој вртел на оној телефон мобилен, ама што кога пишувал поруки, 2-3 пути го стискал. 1, 2 пути, 5, па праќал поруки, а сега со смартфон синот 300 чуда прави. Ме сваѓате? Еве тоа. Доволно е тоа. Но од друга страна, видите, дедото, кој го спречил да го користи смартфона? Да научи да го користи. Никој не го спречил. Што значи дека еден начин и облик, ја тоа викам знак на старост, знаете што е? Кога човек ќе престане да посакува и кога ќе престане да учи. Тогаш остарел. Значи човек кој стално посакува нешто, се интересира. Да. Кај нас тоа иде малце традиционално и на ниво на менталитет. Имам ја хипотеза, не мора да е точна. Тоа дека 5-6 века сме биле под робство, под ова, под она. И македончело во и тука на ова подручје не смеат многу да посакуваат да не го чујат турците. Под наводници. Нели, со дужно поштовање кон моите пријатели од Турска. Значи, каде што ако посакуваш, тогаш си алчен. Ако си скромен, онда си уреду. Ама и сигурен си, безбеден си. Значи во ред си кога си скромен, ама кога посакуваш, тоаш си алчен. И тоаш ќе настрадаш, нели? И така натаму или нешто, било што. Да посакуваш човек да биде стално во контакт со своите желби. И тие желби, дел од нив што не може да ги оствари, да си ги фантазира и си го развива духовниот, внатрешниот свет. Ме сваѓате? Најпоследни поим на Господ никој не го видел, нели? Никој не може да кажем. Добро, тука јас морам да демантирам. Се извидам, добро, од аспект на наука никој не го видел. Екзактна. Добро. Сега имате по Болцман, има еден, да речеме во физика, Болцман има, се вика отисок на Бог. Нежива материја продуцира себе сличност, нели? Ама пак е посредно, не е директно. Ме сваѓате? Само тука кратко, нели, една дигресија, сега не во насока да влегуваме во... Да, пуштиме водичка. Интересно. Ние дури имаме тоа и во стихирите, но и затоа кај нас присуството на иконите, ние и го видовме и го допревме. Воплотениот Бог е Христос. Значи, и го видовме и го допревме, а имаме и таа можност да се соединиме со него, вкусувајќи го постојано, соединувајќи се преку светата причест. Значи, тука го имаме малку тој по-директен, како да кажам, момент. Добро, тоа зависи од начинот на обсервација. И на размислување на вера, да. Но како и да е, клучно у тоа е посакувањето. Посакувањето обезбедува желба. Кај некоја желба за Бог, нели?
Например, у зен будизам исто имаат они желба, Бог ја истоветува со љубов. Па љубовта ја бараат у себе, нели? Мислам, немаат тие некои, освен Буда, што име, немаат некои антропоморфни, некои Не. светци. Не, ајде Има и кај ни варијации, да не дискутираме за дискутир- тоа, да. да не отидеме надвор од темата, но како и да е, посекувањето и желбата да учиш, те одржува Одржува жив. жив. Да. Сега. Значи имаме да се вратиме назад сега, да не речат одлутавме од темава, нели, 20-20-20. Значи дедово имал избор. Он сам одлучил, до тука ја учев, помина моево. Да се ограничи. И се исклучува и се пребацува, ја го викам на аутопилот. Купи ден продај, шо да правиш тоа, бери четврсен, тоа е, шо, така. Таткото, прво таа доктрина ќе ја пренесе на синов. Синов ќе се угледа на таткото и тој на 40 години ќе се исклучи и тој ќе вика бери четврсен. Но татково имал друг син, ама земал друга мајка. И сега мајкава со помош на своите гени може да пренела други потреби на синот. И синов, не може пренесувањето на доктрината за животот, не ја прифаќа. Не се наоѓа во тој концепт. Не ја прифаќа и еве ви јас проблематичен. Значи, еве само по тоа. Има друг начин. Потоа, со истражување, утврдено е дека луѓето, значи, во концептот на грижа за другите, има така наречени драйвери, и тие припаѓаат во его состојба родителска кај луѓето, во начинот и обликот на грижа кон другите и настап во меѓу луѓето. Ме сваѓате? И едните имаат македонски најзастепен драйвер кај нас е задоволи ги другите и труди се напорно. Тоа е одлика епте на менталитетот. Имате трет е биди совршен, све до детали, обсесивно да ги средиш работите. Четвртиот облик е биди силен, да издржиш оноа што ќе дојде како искушение, еве да се поврзиме со нели, да одолееш на искушението, да одолееш на парите, да одолееш на емоциите и така натаму. И петиот драйвер е драйвер брзај. Не е битно како ќе го направиш, важно брзо да го направиш. Секој од овие драйвери има посебна врата, влезна за комуникација. И сега, оној што прво сака да ги задоволи другите, тој ги разбира луѓето преку чувства. Како се разбира во вербализацијата чувства? Па ја зборам, ја сакам, ти сакаш, ја нечам, овој сака, па ја те чувствувам, ти не ме чувствуваш, овој ме нервира, овој ми е симпатичен, значи тоа се глаголи и реченици кои опишуваат чувства. Двајца кога се најдат, имаат исти јазик. Овој збори румунски, овој румунски, се разбира. Но ако најде сега овој, со задоволи ги другите, со овој биди совршен. Тој има јазик на мислење. А во просек не е прецизно 2,14 5 работи има, ти кажав дека као прво, као второ, као трето набраја, него му се битни когнитивните процеси, заклучоците. И така натаму, и се овој ќе му збори за чувства, овој ќе му збори за заклучоци. Нема да се разберат. Ме сваѓате. И овој румунски, другиот маđарски. И се замислите дедово да е ваков, синот да е таков, за среќа татково прифатил сличен драйвер и се разбираат. Имаме ли модел на прилагодување? Нема. Тоа е работата што нема. Што нема. Например, трајхард драйверот или труди се напорно, него му е прва контакт врата у комуникација му е однесување. Глаголи на однесување, вербов актив. Направив, донесов, средив, леле се уморив, капнав, се утепав, нели, цркнав и све се глаголи и сега овој со цркнав и овој што покажува чувства пак нема да се разбира. Ме сваќате, им треба многу време дур да се разбират. Така да и значи постои генерацијски јас.
постои разлика во драйвери. Потоа постои разлика во задоволени или незадоволени потреби развојни. Потоа постои од начин на животни циклуси. Семејството, бидејќи живее, тоа поминува низ одредени циклуси. Да. Еволутивно. Например, секој семејство почнува со предбрачен циклус, па потоа циклус на млад брачен пар, тој се рачуна као тепање по чие општествено уредување у куќава ќе биде. Ме сваѓате и тука борба на мислења, нели, еве борба за моќ, по чие ќе биде, како ќе биде, што ќе биде и така натаму. Во традиционални семејства таа борба за моќ била многу лесно се разрешувала. Тој бил задужен за надвор, значи за лов и риболов и обработување за земја, а женава за одржување на базата. За лихите и ресурсите кои ќе ги донесе мажот, она да ги обработи. И сега, нели, од аспект на некои што инсистираат на своите права, викаат ја сакам да ловам, он нека ги обработуе. И тоа може. Ама кога било со векови, се затоа имаме такви менувањето на концептот, да. И ја не викам дека едниот мора да го прави тој или другиот, ама ако било така со векови, многу тешко се разбива тој сооднос. Но за среќа, еве, во доста мажи имаме еманципирани, доста жени имаме еманципирани, и оние кои ќе успеат традиционалното да го комбинираат со модерното, онда тие ќе во тие циклуси животни, као млад брачен пар, па брачен пар со новороденче, па со предшколско дете, па со училишно дете, па со дете во пубертет. Тоа е најтешка фаза во семејствата. Потоа напуштање на семејниот дом, потоа празно гнездо и остарено семејство. И сега, кој каде припаѓа? Например, некој ако е у празно гнездо, што обично се родителите на младите, а овие се у циклус на млад брачен пар. Значи, сосема различна идеја и потреба за задоволување овие две семејства имаат, иако се генетски поврзани. Само циклусот и ќе имаат нема да издржат истиот простор. Проблем во комуникацијата, ме сваќате, бидејќи на некого едно му е важно. Значи, од многу нешта зависи. Много спомнавте, тој би рекол практичен аспект или тоа приспособување, нели, наоѓање, нели, на, би рекол, вистинската формула како добро да се плива низ животот. Тоа ме воведува во со кое што влеговме во овој подкаст. Нели, ние го кажавме малку на шала, ама јас го сватив низ еден филозофски пристап. Вие кога дојдовте рековте се облеков во црно за да одговарам со вас. Да. Но тоа да за не мене штрчам. Да, но и тоа почет плюс. Тоа сакам да го кажам. Тоа за мене прозвучи како една култура и достоинство во диалогот. Колку се важни тие два аспекти во комуникацијата. Значи, културата и достоинството. Малку морално. Добро. Или еве, додека сме на темата за трансгенерацијска комуникација, колку тие навики од нашите предци, например, ако некој дома постојано викал и зборувал со викање, со наметнување, ќе влијае на нас денес во однос на називањето на нашата култура на слушање. Во голема мерка, да ви кажам. Значи, цел живот се учи. Па, ја мислам дека да не сум учел толку многу, ја може би сосема различен ќе бев. Нели? Татко беше градежен инженер, да си бев ја градежен инженер, најверојатно поинаку ќе комуницирав, да ви кажам. И тоа остава влијание. Не само тоа што го учиме, него и со кои луѓе сме. Ме сваќате зошто? Заради тоа што една од тие 8 потреби на Ерскин, да речеме, освен да речеме потреба за безбедност, нели? За сигурност, има потоа потреба за валидација
па потоа имаме потреба за заедничко искуство, нели? Например, потреба за самодефинирање, да може да кажам не, па потоа потреба да инициирам, да некој друг покаже иницијатива кон мене, па потреба да ја можам да влијаам на другиот, 8 потреби се. И потреба да искажам љубов. Не да ми дадат љубов, него да искажам љубов. И сега, во зависност каде човек може тие своји есенцијални 8 потреби може да ги искажува, обично ќе се ориентира кон луѓе, знаете кон кои? Кон тие луѓе каде што очекува и интуитивно насетува дека таа потреба у детството што не му била задоволена, Ќе му се задоволи тогаш. Од Значи, искуство... станува збор за позиции во комуникацијата, Да, така? да. И во голема мерка испаѓа, знаете како? Таман мисли дека таму кај што не му било задоволено, нели, тоа што не му било задоволено во детство, дека ќе го доживее со другите само појавно го манифестирале као реклама, а уствари они никогаш не го давале. Што е многу голем дебакл комуникацијски кај луѓето. И испаѓа на крај дека ток му избрале и брачни партнери, и другари, и сетинг, да му го одржи оноа што не му било задоволено уште од детство. Обично тоа се вика скриптно уверување, според мојава теорија од трансакцијска анализа, и луѓето токму со своите избори, со своето однесување и начин на комуникација, своето скриптно уверување уште од детство или незадоволените потреби, потоа начинот на кој бираат, токму го потврдуваат оноа што они како мали го заклучиле и викаат животот е таков, нема шанси да не е таков. Кој ќе го убеди него? Дека Добро, јас значи ќе останам на констатацијата дека од почит облековте црно, а не дека како мал сте сакале да носите црно. Бака да ви кажам, штом имав да облечам црно, а е модерно, значи го одржавам. Сакам црна боја. Еви моторот ми е црн. Тоа што го сакам моторот. Убаво црно. Баш убава боја е. Но од друга страна, ко си размислив, сега тоа доаѓа до израз и искуството. Ме сваѓате. Да бев јас 17-18 години, може ке ме фатеше пубертетски ина, ти ке шо ме бело за инат. Нели? Например, обично во пубертет се тестира авторитетот. И обично Сака да се наметне. Без причина се против авторитетот, само за да се докажат дека никој не може да му влијае. Ме сваќате и затоа идат на анти. Но обично нема така, из кои сега иду, добро, шо. Од друга страна па, знаете како, например, според некои автори па многу работи во цивилизацијата ги должиме на неразумни луѓе. Ме сваѓате, баш тие што биле неразумни, ај замислите се, Исус Христос идел кај Понтије Пилат. И вика, јас сум, нели имам свое небесно царство. Еве, како што ни е прикажано по филмови, по Библија. Ама не и така е, не го сватил концептот. И сега тој за овие таму тогаш, нели, бил неразумен. Нели? Најпосле една цела организација што била речиси како секта во тој период, замислите кој ќе предпоставил дека за 3 века ќе стане главна религија на Римско царство. Ме сваѓате? Така да, значи човек кога има искуство, умее да се адаптира, а да го задржи својот интегритет. Ме сваѓате? И да покаже почитување. Така. Од друга страна, од дизајнерски аспект, па е поубаво да бидеме сите релативно црно, а ја овде да ја монстер. ме сваќате? Па, на некој начин да сме компатибилни, а пак да сме сите различни, а ме сваќате? Да го искажеме својата. Со тој начин задоволуваме една од тие 8, каде што има, се вика, потреба за заедништво.
Ме сваѓате? Мислам дека тоа недостасува денес. Да. Знаете како? Да речеме во психотерапија, психологија, кога им предавав таму на факултет, ме викаа како визитинг професор. И кој сака од вас психотерапевт да биде, и сака дигнат разум. Викам, добро. Ако, викам, сте живееле све регуларно, све супер, немало конфликти, супер било, све. Нали, ке си завршите, ке си учите, све. Ама немало гранични ситуации, дилеми, фрустрации, па дури одредени трауми кои ке сте ги надминеле, сте растели устаклено звоно, утре кога ќе ви дојде човек кој има одредена тегоба, патња, нема да може да успоставите заедништво со тој човек, дури вие ќе сакате, ама он по вас и по вашето однесување нема да осети дека имате заедништво. Не споделувате. Да. Потоа има друга потреба во комуникацијата, а тоа е потреба за влијание. Односно, секој во комуникацијата сака да осети дека има влијание. Супериорен. Не, дека има влијание, не супериорен. Така. Например, што е многу голем проблем во воспитување на децата. Например, детето е интелигентно, паметно и вика дали може денес, одамна видов кај другарот правеле мекици, дали може мекици, мамо, да правиш денес? Ајде глупости мекици, ја денес одлучила. И сега, детево, ако долго време во комуникација чувствува дека нема никакво влијание, него ќе му биде засегната и неговата потреба за вреднување. И онда две потреби автоматски сме му ги симнале. Ако расте со тие две, тогаш ќе се претвори во субмисивна личност, која едва и ќе чека да најде некој јак, кај кој како полтрон или како послушник ќе сака да биде под негова сенка. Ме сваѓате? Разбирам, да. И затоа многу ми се свиѓаше кога бев на специализација во Белград, тогаш беше тој Љубивој Шумовиќ жив, и ги почнуваше емисиите на Студио Б, вика добро јутро, поштована децо. Знаете шо убаво тоа. И децата го осеќаат тоа кога некој ги почитува. Колку и да се бесни, колку да се вака, кога родителот или некоја повозрасна особа, колку да е поголема, може да го казни, да го сти. Ама кога покажува почитување, тогаш се активира добрата природа на човечкото суштество да одговори со почитување. Ме сваѓате? Да, совршено. Еве ви комуникација што не се остварува со зборови. Така. Ме сваѓате? Невербална, да. Да. Меѓутоа, еве вака, чисто заради гледачите, бидејќи знаеме дека ќе ги интересира аспектот на позициите во комуникацијата. Генерално ми се чини дека јас препознавам 3 позиции. Јас и ти сме еднакви, значи јас сум во ред, ти си во ред. Позиција, јас сум во ред, ти нешто не си во ред и тебе нешто ти фали. И третата позиција е, јас не сум добар, а ти си во право. Добро, тоа е по Ерик Берн и трансакцијска анализа 4 животни позиции, вие ги кажавте 3. Така? Четвртата што не ја спомнавме е јас не сум во ред и ти не си во ред. Аха. Значи, ја минус и ти минус, или така наречена позиција во комуникација све е џабе. Што многу често ја слушам по медиуми. Што и да правиме? Држава, некаква ние сме, никакви нас не бива, што па ние ќе идеме у Европа, па и тие не се јарни, и ние не сме никакви. Мислам, нели? И обично... На основа тоа е, да. Да, и обично е тоа состојба на апатија, на дефетизам, на едно мртвило, една комуникацијска жабокречина. Ме сваѓате? Так. Која комуникацијата ја плюс ти минус, тоа е одбранбена позиција. Имено, оние луѓе што многу сака да се во плюс,
тие длабоко во себе велат дека ја ако не сум плюс, ќе ме бутнет у минус. И затоа стално морам ја да бидам плюс, со тоа што има, нели, од извора два путича. На два начини го покажуваат тоа. Едниот го покажува така што толку многу се фали, да не мора ни тебе да ти каже дека си минус. Самиот ќе си заклучиш дека си за нигде. Ке се депримираш. Самиот ќе, например, ај си купи едни кондори, па 800-900 евра, ништо, а денес кој нема да купи за 800-900, значи не успеал у живот. Ке тркна малце до Бали, па после ке претрчаме до ваму таму и ти се го слушаш, ти кажеш. Си заклучуваш. Да. А второто, тоа е добро, тоа е дури понекогаш и симпатично, малку налудничаво, не е битно. А второто е кога е офанзивен со критика. Значи, види какав си за нигде, придружено со етикети и со навреди. Так. Значи, трапав, глупав, неспособен, ваков, таков, и овој шанси нема да го извадиш од тоа. И сега во воспитувањето, ако имаме такви родители, онда произведуваме покорни деца, а ако претераат, онда идат бунтовни деца. Отприлike. И оние што викаат ја минус, ти плюс, тоа се сите овие што ги утепале у поим дурбиле мали. Па онда ако пораснеле, пак се осеќаат за нигде. И оној четвртиот дел, ја плюс, ти плюс, тоа е состојба во комуникација. На развој. Ме сваќате на меѓусебно почитување и обично преку тој однос се пренесува љубов и радост. Преку овој другиот, јас минус ти плюс, се пренесува тага, депресија, нешто така неадекватност. Преку овој другиот, ја плюс ти минус, се пренесува љутина, бес и завист. И према оној првиот што го спомнав, ја минус ти минус, е апатија и депресија и така натаму. Така. Да, затоа ја спомнав јас и одговорноста, значи колку треба да имаме изградено чувство за одговорност дека со тоа што ние го споделуваме од себе, со вибрациите што ги шириме, дека го обликуваме сега, условно речено и другиот. Стигнавме до вибрациите. Значи идеме, како што би рекле, во подробности. Ова е вака кога гледаме со голема птичја перспектива, или потреби, комуникација, све, која ја зумираме комуникацијата, на која може човек да влијае и со подобрување на таа интерперсонална комуникација, човекот да почне да се вади или од минус позиција, или да ги задоволува оние незадоволени потреби. Според трансакцијска анализа, целата комуникација се дели на два типа на комуникација, наречена stroke и discount. Каде што и stroke и discount имаат условни, безусловни, позитивни и негативни аспекти. Што значи дека целата комуникација, која ќе поделиме, некој говор да држи било што, да направиме чек анализа на вербализацијата, ќе видиме дека сите зборови и реченици може да ги ставиме во овие 8 класери. Например, дискаунт комуникација обично предизвикува кај луѓето негативна адаптација и таа не е здрава комуникација и не произведува здрави единки. Не може да обезбедат ја плюс ти плюс. Например, еве, дискаунт, како пример, дали вака како зборам, сега бидејќи од англиското говорно поточје го превземав директно, иначе би било дискаунт е попуст, нели, намалување или игнорирање, се вика тоа. А ваму строуке се дефинира како најмала единица мерка на внимание, удар. И сега, ако комуницира некој со дискаунти, например, негативен, безусловен дискаунт, е цркни. Безусловен. Ти целиот. Цркни негативно. Директно. Да, директно. Одвратен си. Значи, целиот ти. А позитивен, безусловен, би било те обожавам. Без тебе не можам да живеам.
И се луѓето го бираат ова. Ама тоа е заљубеност. Тоа е грандиозност. И луѓе ако станат зависни од тоа, да добиваат такви дискаунти, тоаш во комуникацијата нема шанси да биде он минус. Он стално ќе сака плюс да биде, а другите минус за да добива од нив идолопоклоништво. Да, идолатрија, да. Точно. Строг Много добро го комуникацијата е реална. Имате, например, негативен безусловен строг. Знаете како се изразува? Те мразам. А безусловен позитивен строг е те сакам. Ме сваќате? Гледате колку е различно те сакам и те мразам. Бидејќи ако ме мразиш, ја ќе прашам, чекај, што направив? Може да се разбереме. Ако си одвратен, крај, готово. Заврши приказната. Ме сваќате? Да не сакам комуникација. Што значи дека ја имам една книга напишана баш за погребни зборови и тие ги карактеризирав како дискаунт комуникација и ги именував како дури сакав да завршам еден докторат, па се откажав. Тоа викам, не можам, немам више, што ќе ми е. И ја напишав книга. Беше, нели, за клетви, а погребни зборови се интерни семејни клетви. Например, на некој дете, ако му викате вие глупси, колку и да е интелигентен, ико 140 да на има, помала вредност, да. не, тој стално во себе ќе чувствува дека е глуп. Дури и да каже нешто паметно, Нема да биде сигурен. ќе рече, не, ова е паметно, ми вика дека е паметно, ама може попаметно, изгледа глуп сум што не го приметив тоа. Ме сваѓате? Или трапав си, или болешлив, или кога вика труп, крава, вол, идиот и така натаму. И деца што се под такво зрачење, нив им ги одредуваме и нивните карактерни особини, да ви кажам. Така. Значи, во однос на староста, добар маневар сте направиле. Може не докторат, ама книга сте напишале. Значи, не стареете, сепак... Подготвам друга книга. Друга, ама не ги штанцам, да ви кажам. Не, ја ги мезам книгиве, убаво ми е. Ги уживате. Си размишлям, па ќе напишам нешто, па го оставам така, па онда ќе го сменам. Во смисла, нели, дека старееме кога ќе престанеме да се активираме. А да учиме. Да, сега вие, нели, докторатот, може би сте го напуштиле концептот, ама сте направиле маневар па кон книгата. Видите, кога ја правев таа книга, само што ја напишав првата верзија, таа 2010-та, искочи втората, искочи 2020-та. Со додаток со ова сона, а измеѓу на конференција бев на Светска за трансакцијска анализа и таму погребните зборови ги ставив у номенклатура, како discounting words, кај што има своји 10 карактеристики. Ме сваѓате? Значи, тоа е анализа на комуникацијата во нивната атомска структура. И тогаш, например, кога луѓе почнуваат да учат, да намалуваат процент на дискаунт комуникација и да преселуваат во строг комуникација, почнува животот да им се подобрува. Нивните односи да стануваат уште подобри и потоа, кога ќе им станат подобри, тогаш можат она нивна една осма или пета, регуларно да речам пета, е потреба за самодефинирање. Имаат луѓето во интерперсоналните односи. Потреба за самодефинирање да умеат да кажат не. И тоа е во тесна релација со интегритетот на индивидуата. Значи да има став. Да, за самодефинирање. Јас сум овој, ти си тој. Ти си тој, у реду си, јас сум овој, у реду сум. Нели? Така. И сега, значи, кога ќе почнат да се менуваат и да употребуваат за својот живот, за своите односи, за своите релации, строг комуникација, строг толкување, строг интерперсонални односи, успеваат реално да се самодефинираат и тоа го нарекуваме психолошки раст и развој. Така. Ајде малку да, Станислав, да ја допреме темата за стресот и комуникацијата. Затоа што ми се чини дека
стресот денес е најголем непријател на таа ефикасна, на таа ефективна комуникација. Особено во оној дел дека кога сме под стрес, нашиот мозок како да е киднапиран, како да е во некоја фаза на преживување или напаѓа, или се повлекува. Можеш ли нешто малку повеќе за ова да ни кажеш? Може. Кога ни е мозокот киднапиран, да се изразам со тоа, тогаш имаме работа со PTSD, од типот прост трауматски стрес синдром. Во суштина, тоа е траума со елементи на стрес и заедно, ама за дека е синдром и дека е трауматски, е всуштост дека траумата што се случила пред 3 години ни е вчера. И како и да одиме, нас ни е вчера. Свежа е се уште. Например, дали сте, има во процес на оджалување, тоа исто. Во црквата имаме 9 дена, 40 дена, 6 месеца му вадам, година дена. Се поклопува. 3 години има. Има, не сум знаел, ново научив, и 3 години. Но, да речеме, у мојава професија исто се рачуна дека година дена, ако човек не може да оджали нешто, тој е заглавен во фазите на оджалување. Има 7 фази. Ме сваѓате? Баш зборев на подкаст кај Стефан Лазаров бев, во врска со кочани и баш за тој процесот на оджалување, дека на луѓето им треба да не се заглаат во првиот и вториот, бидејќи тогаш ќе има елементи на посттравматски стрес синдром. Ме сваѓате? Инаку оној обичниот, под наводници, обичен стрес. Во суштина се сите дразби од надвор кои бараат од нас прекумерна адаптација. И сега, човек иде на работа. Вози во Скопје со Safe City, например. Safe City во моментот е стресоген фактор. Малце стисне шоп, 20 евра. Уште малце 50 евра. Значи, на некој начин е стресоген фактор, добро. И сега, луѓе кои живеат во урбани средини, навикнати се на такви стресогени фактори и нивна адаптација. Но ако се намножат многу такви фактори во единица време, тогаш нашиот организам не успева да се адаптира на сите нив, бидејќи троши психичка енергија за да ги одржава, за да може да се адаптира. Напорот што човек ќе го вложи за да се адаптира на тие, вишок, може да се 100 мали или 3 големи. Не е битно. Дури зависи од старост, зависи од животен циклус, зависи од пол, да ви кажам, правев истражувања за стрес. 2000 година имаше табела за македонци. Објавена во форум беше и така дали. Значи го истражував ова. Значи кои се повеќе стресни, мажите или жените? Знаете што? Поголем стрес беше за, например, стресоген фактор проблеми во семејство. За мажот беше поголем стресоген фактор, него за жените. Например, проблеми 2000-та. Страф од војна. За мажи беше поголем стресоген фактор. Ослужувањето. Успех у кариера. За мажот е поголем стресоген фактор, особено на старосен циклус меѓу 40 и 50. Што значи, ке зависи. Но, самиот стрес е уствари напор и неуспешна адаптација на организмот на обкружувањето, кое, пазите, може да е најобична дразба, ако многу се повторува и предизвикува кај нас негативна адаптација, со која ние вложуваме напора, не можеме да искочиме на крај, тогаш тоа е стресоген фактор. И затоа нема универзален лек за стрес. Ме сваѓате? Меѓутоа, дали постојат некои техники, вака, од една научна, психолошка перспектива, ние во црквата ќе ви кажеме смирение, моли се повеќе и така натаму. Добро, и на некој успева, на некој не. Факт е. Например, тие што имаат драйвер, hurry up, ке им го зголемите стресот.
Нив треба да им Да сакаат кажете брзо да ги трчај да. до Караурман и назад, зашто пократко. Ама само тоа и ништо Ама друго. колку е тука И ќе проблемот се што ние сакаме инстант да ги добиеме работите веднаш и сега, а не да ги одложиме резултатите. Е, па особено тоа ако е Харија, многу сака брзо. Ме сваќате? Да одлежи состојбата. Да, ме сваќате. Например, тој што е бистронг, он ќе прифати долго време. Може да издржи. Значи, во зависност Фази, да. од... И сега, секој човек која ќе се најде во ситуација на голем стрес, тој регредира. Се пребацува на сейф мод. Ме сваѓате? Бидејќи му влијае, сега не може, нали, не може нормално да функционира, метафорично, викам, се пребацува на сейф мод. За да не пукне. Кој се пребаци или кој ќе регредира на сейф мод, доаѓа многу поблиску и подраматично до неговата персонална структура почетна. Јас знам за примери кои Што значи доаѓа до пубертет, дури. Ако е зрел човек, паметен, ново, она, све, ама зрел, стресот го бутка до пубертет. Ама тука дали има опасност, например, Па да ги има присвои Ама видите аспектите на пубертетот? Па нормално, затоа и тоа, ме сваќате, некој така регредира, некој поинаку. Значи, кога толку многу се намножува стресот во облик на стресогени фактори, тогаш тој се пребацува, регредира, регресија прави, и онда комуницира од тоа регресивно ниво на кое у моментот се наоѓа. Така. И јас знам и за еден друг пример, дека кога стрес факторот ќе го снема, тогаш телото, умот, душата, емоциите си го земаат данокот. Дека всушност се случува една задоцната реакција кај личноста која што долго време била под некаков стресна околност, издржувала, се носела во сите ситуации, меѓутоа после тоа... Видите, тоа е со најобичен пример. Например, еве некој да ви рече, стисните раката како тупаница 3 часа. И после ќе рече, не мора сега. Ај, отпушти ја. Не може да отпуштиш. Што значи дека и кога се надминуваат условите кај што имало стресогени фактори, треба подолго време човек за да прифати дека нема додатни стресогени фактори, за да може да ја отпушти раката. А дали се навикнувам? Во психотерапија исто е, кои имаат симптоми, кои имаат проблеми, кои све. Например, ќе направиме све и обично игнорираат фазата на relearning, тоа е повторно учење. Ти новиот ти во твојата стара средина. Он нов у стара средина. Прво тие што му се блиското семејство ќе можеш тебе многу се промени. Што се занесуеш ти? И сите ќе инсистираат, ќе тропаат на врата да се врати в стариот, не новиот. Веќе ќе треба, он им станува стресоген фактор у семејството. Бидејќи они на него ќе треба да се реадаптираат и онда побрзо е него да го вратат назад, отколку тие сами да се менуваат. Ова го имаме случај, нели, кога ќе сака да го напушти стариот начин на живење, како што ние во духовната смисла кажуваме, да се преуми и сега ќе го прифати, например, црковното живење, светотаинското живење. И да се врати назад у својата улица. Да, сега тоа веднаш е чудно за родителите, си забегал, чудак си и така натаму, така натаму. И сега ниф им е полесно да живее, например, не знам, во кафани со коцка во кладилници, отколку нели да преку процесот на relearning или нешто да прифати нешто попозитивно. Што значи затоа во процесот кога ќе надмине и кога ќе се среди, уште долго време треба да биде у контакт за да научи како новиот ја. Прво тие стари што сум ги избрал пријатели, да им кажам чао, некои ќе останат и да земам нови. Така. Сега ако драстично направи како што прават, јас новиот ја, стариот ја, чао, пријатно, идам нов. И тоа е исто проблематично. Крајност, и тоа е крајност. Да. Јас чисто, еве,
да бидам послушна на луѓето кои што знаат дека ќе дискутираме, дека вас ќе ви имаме денес во подкастот, да изразам почит и послушност кон нив и да ви поставам 2 прашања. За да ги задоволиме нивните потреби. И видите кога ќе ме одјавувате, веќе пошто се запознавме, не мора Станислав да кажете, може Станислав Сашо. Станислав, Станислав ми е спомен од детството во школа кој ме прозива. Така, а баш ми е звучно и убаво името. Убаво име, да, ама се навикав. Така. Затоа викаме Станислав тире Сашо. Така. Значи, нашите следбеници сакаат да знаат зошто диалогот со различните од нас кај некои структури во јавноста предизвикува толку силен страв и несигурност. На ваша перспектива на овој проблем. Несигурност, кај вас или кај тие? Кај тие. Аха, па си мислат да не нешто им го смените нешто. Да. Нели има Да, видите, страф од непознатото е далеку поголем страф него од познатото. Так, Не сваѓате? Да. А од друга страна, например, потреба за заедништво. Например, ако некој работи како на берза, и иде у бар и се дружи со луѓе, игра фудбал, кога ќе дое со вас или со вас да прави муабет, као да немаат ништо заедничко. Не можете да најдете НЗС, ме сваѓате, и контактот може да биде во исчекување као анксиозен. Сега испаѓа као да е сега кој на кого ќе влијае. Ме сваѓате. И затоа е корисно да се пронедат заеднички работи. Па тоа е и целта на диалогот. И потреба за заедништво е многу битна. Нели? Вие сте по духовното, јас сум по духовното, ама од различен аспект. Ето тоа. Ме сваѓате. Ама убав муабет има. Да, на крај не мора да се сложиме, меѓутоа дека ќе се сослушаме, тоа видите, уопšte немаме ни дискусија дали да се сложуваме или не. Точно така. Ме сваќате, бидејќи тоа би било, нели, баш онака да најдеме ДЗС. Потоа да најдам, нели, заедничко ваши некои потреби и мои, тоа ги задоволим и во реду е. Толку доста е. Врвната цел на еден диалог е да се дојде до некаков компромис. Меѓутоа, сепак сметам дека основното е да се сослушаме. Врвна цел на диалог е ако има конфликт, да има компромис. И тоа е само едно од решенијата. Од аспектите на... Ме сваѓате? Да, во секој случај. Значи, не мора да има цел. Да речеме, еден диалог иде, според психоаналитички аспекти во диаден однос, иде преку кларификација, интерпретација, конфронтација. И тоа се баш онака на ниво на интензитет. Најинтензивен е конфронтација. Често пати некои луѓе не ги почитуваат фазните, еволутивни размери на диалогот. Директно идат на конфронтација. Зошто си се облекла вака? Што сега јадеш ова? Глупости? Нели? Па треба да идеш таму. Све се тие конфронтации. Ме сваѓате? И затоа првиот дел е многу битен. Кларификација содржи у себе спецификација, илустрација, експланација. Значи, и одговара на прашањето од кога, што, дискретно како. И знаете колку имаат луѓето муабету сето тоа. И ќе се проширува да се кога си се кларифицираме ние меѓу себе, имаме многу еден на друг да си кажеме. Но луѓето многу сакаат конфронтација, да победат 2-0 у муабетот. Нели, да не изгуба 3-1. Значи, некој диалогот го третираат како борба, а у суштина е љубопитност да научиш нешто од човекот. Така. Што значи стратешко напредување е долг пат и може да е интересен и да носи многу предизвици.
Ме сваѓате? Еве човек да тргне до Килиманџаро да иде. Па може да посети уште 10 афрички земји, да му биде арно, па дури и да не стигне до Килиманџаро. Али насоката е натаму. Ама бидејќи имал насока да стигне до Килиманџаро, он пропатувал 10 држави, 10 народи, 10 јазици, обичаи, му било арно, му било убаво, имал Комуникација. да, и Се имал сосуваме до тоа смисол. дека- Неговото патување има смисол. Да. Не мора секојаш да е нели оноа што е цел да стигнеме до важно е тоа таа ни сакам да дава го кажам. насока. Ме сваќате и Уживаме во процесот на слушање, на баш учење за за баш други, така, да. Да. И ако сме умерени у сето тоа, внимателни, нели, препрашуваме, нели, и некој ако сакаме да ни избори за братот, ние му збориме за мојот брат. Нели, ако ќе кажам за брат ми, он ќе рече, ја имам брат ово, не да можам, и кај е брат ти? Кој е брат ти? Шо е брат ти? Ќе рече ти од полицијата да си. Ме сваѓа. Така. Во однос на комуникацијата те вака едно заклучно гледиште од ваша страна. Што значи да се слуша со целото битие, а не само со ушите? Добро, вие малце уметнички го кажавте со целото битие. Да. Јас би го рекол со внимание, и со да. посветеност. Да. Ме сваѓате, од моево искуство, човек може да се посвети ако било која комуникација му е некој предизвик. Од типот, ајде да го чујам што сака да ми каже. Ајде да видам кој е тој. Нели? Ајде да видам дали и он сака мене да ме чуе. И ако комуникацијата тргнеме со еден предизвик и со посветеност, тогаш таа комуникација ќе биде добра, функционална е дека врши работа. Ме сваѓате? Има бенефит. А до кое ниво ќе стигне, не знаеме. Ја во мојава професија сум се научил да чекам. Ја го викам тоа, да мезам, а не да сркам. Бидејќи као метафори ги користам. Метафори исто е многу добро во комуникацијата да се користат, бидејќи новото искуство иде преку стари концептуални метафори и на луѓето им доаѓа познато, блиско, битно. Ме сваќате. Така да, ако сме посветени и можеби треба да сме искрени. А тоа е, например, ако мене некој не ми е предизвик, не ми побудува интерес, не сакам да комуницирам со него и можем да му кажем извини, неќам. И тоа е во ред. Попрво него лицемерно да кливаме со глава, он да мисли дека комуницирала, а ние кузне кај сме биле. Ме сваќате. Да, совршено. Да. Станислав Сашо. Да, добро, фала. Рековме дека така ќе да. завршиме. Многу ми е драго што ги чувме овие размислувања, овие аспекти. Отец Бобан, ти ќе имаш честа да ја заклучиш, да ја затвориш оваа емисија. Јас само уште еднаш да се заблагодарам. Фала ви многу. Да. Така, Сашо, благодарам уште еднаш и од моје име, навистина поучно и полезно. Можеби, еве за некој од гледачите ќе звучи апстрактно, но некогаш и нашите смисли, всушност, по кои што трагаме и кои што ги бараме, ќе бидат и апстрактни, но има и дел од публиката кои што ќе го разбираат јазикот на апстрактноста. Она кое што ќе го заклучам многу кратко е: пливајте, гледајте да не бранувате, гледајте да се отварате кон секој човек и она кое што го кажа Станислав Сашо, да имате предизвици во животот. Чувствувате дека не е нешто добро со вас, дека не иде на добро работата, менувајте, учете, залагајте се, посветувајте се и едно нешто. Секогаш заедништвото е приматот и смислата која што го осмислува човекот. Не бидете сами во нештата, туку најдете партнер, најдете човек пред се за диалог. Ви благодариме за вниманието, се гледаме во следната смисла. И не заборавајте секако да кликнете на subscribe за да не поддржите, за да можеме да продолжиме. Женската практичност се пројави. Ви благодариме. Да, ви благодариме. Пријатно. Да.